Океј, почитувани колеги, ја отварам 69-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата. На седницата не присуствува само членот Совка Пејовска-Дочиновска, која користи годишен одмор. За седницата го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на предлог записникот од 66-та седница, одржана на 21.4.22 година, усвојување на правилата за постапување со подароци, погодности и гостопримство во Државната комисија за спречување на корупцијата и работа по конкретни предмети и четврта точка прашања и предлози. Дали се согласувате со дневниот ред или некој нешто сака да дополни? Ред. Добро. Ако не, тогаш да го изгласаме дневниот ред. Кој е за? Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Преминуваме на првата точка, тоа беше усвојување на предлог записникот од 66-та седница, одржана од 21 април. Дали некој има забелешки на записникот? Не. Ако нема, тогаш кој е за записникот? Констатирам дека записникот е усвоен. Добро, одиме на втората точка. Јас би ја замолила колешката Билјана Вражалска, која што најмногу учествуваше во подготовка на документот, да даде едно кратко образложение за истиот. Добар ден на сите. Дали ме слушате? Да, повели Билјанче. Правилата за постапување со подароци, погодности и гостопримства во Државната комисија за спречување на корупцијата представуваат интерен акт за начинот на постапување со подароците, погодностите и гостопримствата, како од страна на претседателот и членовите на комисијата, така и од страна на вработените во секретаријатот на ДКСК. Овој документ произлегува како потреба од предвидените активности кои што се дел од спроведување на воспоставување на системот на интегритет во Државната комисија, согласно политиката на интегритет која ја подпишавме на 3 февруари 2022 година. И истата е дел од елементот заштита на јавниот интерес и спречување на сувиротни интереси. Овој интерен документ представува рамка во која што се предвидени одредби согласно важичката регулатива, односно Законот за користење и располагање со ствари во државна и општинска собственост, Законот за вработени во јавниот сектор и двете уредби на владата во однос на постапување со дарови и нивна евиденција и прием за представниците на државните органи и уредбата на владата за начин на постапување со подароци од страна на вработените во јавниот сектор. Дополнително, одредбите кои што се ставени во овој интерен акт се и во согласно со етичкиот кодекс за претседателот и членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата и кодексот за административни службеници. Покрај постапката, покрај вредностите, значи до која вредност може да се примат подароци, да се даваат подароци, како од страна на претседателот и членовите на комисијата, така и од страна на вработените во секретаријатот, предвидени се одредби за начин на пријавување, евиденција и чување на примените подароци, како и одредби за одговорност кои што патуваат на важичката легислатива, за дисциплинска одговорност, за прекршечна одговорност согласно нашиот закон, и за претседателот и членовите и за вработените во секретаријатот. Добро. Ти благодарам, Билјана. Останува, дали некој сака нешто да искоментира во врска со точката? Ако не, тогаш ја ставам на гласање. Кој е за? Катица? Да. Добро, констатирам дека е усвоена. Преминуваме понатаму. Работа по предмети. Ќе почнам јас денеска. Ова е инаку предмет кој што го работеше колешката Совка Пејовска-Дочиновска, меѓутоа бидејќи е на одмор, се договоривме јас да го реферирам предметот. Предметот се однесува на вработувањата, односно склучувањето на договорите
на авторските договори кои што генералниот секретаријат ги склучуваше со извршување на специфични ангажмани со лица од надвор. Повод, односно законска основа за оформување на овој предмет, кој што инак патем беше оформен по собствена иницијатива, беше објавата од страна на неколку медиуми дека владата за потребите на генералниот секретаријат заради извршување на специфични ангажмани врз основа на авторски договори ангажирала поголем број на физички лица надвор од редот на вработените, при што биле исплаќани хонорари кои само за еден месец изнесувале над 37.000 евра, односно над 1.000.000 евра за 2019 и 2020 година. Според наводите изнесени во медиумите, дел од ангажманите подразбирале советување, изработка на физибилити студии, подпишување студии и соопштенија. Со оглед на тоа што делот на вработувањата е многу важна и горлива тема во нашето општество, повеќе пати сме ја дискутирале, многу предмети изработивме во овој дел, многу препораки дадовме, го фативме и во националната стратегија ова прашање како хоризонтална област која што е присутна во сите сектори, меѓутоа за жал некакви поместувања не се приметуваат. Напротив, се уште постојат злоупотребите на дискреционите овластувања, кои што преку клиентелизмот и непотизмот се поприсутни во институциите. Исто така мораме да напоменеме дека законската регулатива дозволува подолгорочно вработување на лица во јавниот сектор преку договори за дела, авторски агенции или агенции за времени вработувања, што дополнително придонесува за партиско влијание при вработувањето и практикувањето на непотизмот и другите форми на коруптивното однесување. Постапките за вработување во јавниот сектор не се целосно транспарентни, посебно не се во однос на критериумите кои биле пресудни за изборот, ниту пак се обезбедува увид на засегнатите страни во целата постапка. Сето го наведено генерира многу силен ризик од корупција при вработувањето во јавниот сектор. Ова е дел од она што ни е нотирано во националната стратегија. Да напоменеме и уште моментот дека ДКСК со помош на Transparency International и поддршка од холандската амбасада изработи цела анализа за сите ранливи точки во законската регулатива, меѓутоа и тука немаме поместување. Јас сега би продолжила со делот од нашата анализа. Значи, заради проверка на фактичките наводи изнесени во медиумите, а со цел да се утврди состојбата онака како што е, ДКСК постапи согласно своите законски надлежности во насока на обезбедување на релевантни податоци, информации и документација. Во рамки на предметното постапување беа земени предвид добиените податоци и информации, беше извршен увид и анализа на голем дел обем на документацијата. Исто така беше извршен увид и во јавно достапни податоци и информации, како и во податоци и информации достапни на ДКСК. Во информациите објавени во медиумите, врз чија основа ДКСК оформи предмет, беа опфатени податоци за 2019 и 2020. Меѓутоа, нашата работа се прошири и го опфати периодот од 1.1.2017 до 31.10.2021 година. Врз основа на преземените действија во рамки на надлежното постапување, ДКСК стекна сознание дека во посочениот период од страна на Генералниот секретаријат на владата бил ангажиран поголем број на физички лица врз основа на авторски договори и тоа во 2017 година покрај лицата кои што биле во редовен работен однос, дополнително биле ангажирани уште 93 лица врз основа на авторски договор за стапување од Агенцијата за интелектуална собственост АРЦИК. Значи, цело време истата агенција, да не ја повторувам, постојано е, значи, сите договори се преку таа агенција. Немало одстапени привремени работници преку приватна агенција за вработување. 2018 119 лица врз основа на авторски договор и преку истата агенција и
25 лица преку приватна агенција за вработување. 2019 година имаме 103 лица врз основа на авторски договор и 32 лица преку приватна агенција за вработување. Во 2020 имаме 118 лица врз основа на авторски договори и 36 лица преку агенција за приватна агенција за вработување. 21 година, заклучно со 31.10, покрај лицата во работен однос имаме биле ангажирани уште 78 лица врз основа на авторски договор и уште 18 лица преку приватна агенција за вработување. Според одговорот од Генералниот секретаријат имаме пресек, значи колку се на 31.10.21 година, значи пресек со тој датум, вработени во редове на работен однос биле 253, преку авторска агенција во тој момент 54, одстапени работници преку приватна агенција 18 и ангажирани преку договор за дело 8 лица. При увидот во податоците за авторските ангажмани во Генералниот секретаријат во периодот од 2017 до 2021 година и како и во расположивата подкрепувачка документација што подразбира фактури, копии од авторски договори, анекси, извештаи од лицата за извршени работи за потребите на Генералниот секретаријат, се стекнавме со сознание дека од страна на лицата ангажирани врз основа на авторски договори со различно време траење, од кои дел се продолжувани со анекси, извршувани се повторливи дневни задачи и активности за потребите на Генералниот секретаријат во насока на исполнување на предметот на договорот определен како авторско дело, односно стручен труд. Дел од описите се следни. Анализа на информации и податоци за изготвување на извештај со елаборирање и советување за која цел биле ангажирани повеќе лица во различни области, и тоа економија, право, финансии, ревизија, енергетика, градежни работи, презентација, промоција, координација и организација на Генерален секретаријат, негова оперативна техничка подршка, подобрување на бизнис климата во Република Македонија, европски прашања, реформски приоритети од областа на техниката, техничко-технолошка подршка од областа на меѓунационалните односи, понатаму за имплементација на акционите планови и за други прашања поврзани со стратегијата за подобрување на состојбата на ромите, за организација на средби со потенцијални инвеститори, за соработка со домашни компании од областа на економијата, за геодезијата во процесот на денационализација, за техничка функционалност на свечената сала, медија центарот во владата, за салата за состаноци на владата и на техничката опрема од област, понатаму од областа на надворешната политика, организацијата на културните настани и слично. Понатаму имаме активности поврзани со односи со медиумите, медиумски мониторинг и пресактивности, па имаме активности поврзани со организација на настани, активности поврзани со анализа на медиумско известување, активности поврзани со презентација и ширење на информации во јавноста, истражување и следење на проекти за искористување на ИПА фондовите, следење на процедуралните правила, организација и соработка со надлежните државни органи и други организации во рамките на меѓународната соработка со цел зајакнување на односите помеѓу кабинет на министер без ресор и странски инвеститори, понатаму за преводи за потребите на Генералниот секретаријат, координација на истражување и анализи, подготовка и објавување содржини на социјални мрежи, административни и нормативно-правни работи, техничко-оперативна и логистичка подршка, мониторинг на функционалноста на техниката, координација за евроинтеграциите и слично. Во најголем дел од извештаите за извршената работа, кои се приложени кон месечните фактури, со кои Агенцијата за интелектуална собственост на месечна основа фактурирала за извршените услуги од страна на ангажираните лица и чие доставување според подпишаните договори представува основа за остварување на правото на месечниот надомест, содржината упатува на извршена работа за која ДКСК смета дека не подразбира креирање на авторско дело, согласно дефиницијата за авторско дело дадена во Законот за авторско дело и сродни права, ниту представува вршење на активности во насока на креирање на такво дело, туку упатува на преземање на конкретизирани и повторливи действија на дневна основа, како на пример присуство на седници, креирање на записници,
присуство на средби и состаноци, анализа на податоци и информации, постапување по предмети од различни области, креирање на содржини за веб страна и социјални мрежи, анализа на настапи во медиумите, медиумска анализа, фотографирање на настани, организација на настани, давање редовни консултации, организација на обуки, вршење на работи за потребите на кабинетот, наименувани лица во владата, контактирање на надворешни страни, IT одржување, анализи и слично. Приложената документација не беше достапна за определување на комплетноста, квалитетот и навременоста на извршената работа, за веродостојно квалификување на исходот од сработеното како авторско дело, ниту за евентуално постоење на авторско дело. Сепак, мора да укажеме дека мал дел од активностите, од кои најголем дел се вршени во текот на период од повеќе месеци, се поврзани со задачи вршени во насока на креирање на интелектуален труд, кој што би можел да се квалификува како авторско дело согласно дефиницијата на законот. Тука пред се мисли на следни активности: кинематографско дело, видеопродукција, компјутерска апликација, авторизиран превод, графички дизајн, фотографија, бази на податоци, физибилити студија и слично. Само малку. Колку пари се платени за овие услуги? Врз основа на расположивите податоци и документација, ДКСК стекна сознание дека во периодот од 2017 до 2021 година, врз основа на овие авторски договори од страна на Генералниот секретаријат биле исплатени најмалку 153 милиони 244 219 денари, или негдека околу 2,5 милиони евра. По години 15 милиони во 17-та, во 18-та 44 милиони и нешто, во 19-та 35 милиони и 500, во 20-та 33 и 500, во 21-та 24 милиони, вкупно негдека околу 153 милиони 244 219. По години ги кажував бројките заокружени. Потребно е да се укаже дека во вкупно исплатениот износ за посочениот период е содржан износот на еднократни исплати врз основа на еднократни ангажмани на лица кои преку Агенцијата за интелектуална собственост се ангажирани за сценска изведба при јавни и други настани иницирани од страна на Генералниот секретаријат, водители, музичари, актери, хорски состави и така натаму. Сепак, учеството на износот на овие исплати во вкупниот износ е мало. Во документацијата поврзана со ангажмани врз основа на авторски договори, која беше дадена на увид, доминантна е застапеноста на ангажмани за подолг период, за што се вршени повеќе кратни исплати еднаш месечно и по лице за извршување на задачи како што беше претходно опишано. ДКСК со увид во документацијата се увери дека во секој од посочените периоди на ангажирање на лица од страна на Генералниот секретаријат врз основа на авторски договори му претходело склучување на договор со авторска агенција по спроведена постапка за јавна набавка услуги од авторска агенција. Во спроведени 9 постапки за јавна набавка на услуги од авторска агенција во периодот од 2017 до 2021 биле склучени 9 договори со истата Агенција за интелектуална собственост, која во сите постапки понудила иста цена на провизија која што била критериум за избор, од 0,01% од бруто надоместокот од поединечно склучен договор со автор. Во сите договори е определено дека вредноста на договорот ќе се реализира во зависност од бројот на автори кои секретаријатот ќе има потреба да ги ангажира. Вредноста на поединечно склучените договори е по години е вака. Значи, со ДДВ во 2017 година имаме 2 милиони 288 136 денари, понатаму 2018 2 милиони 700, 2018 4 милиони 576, 2019 270.000 и уште еднашка 270.000 по различни основи, во 2020 се негдека околу милион и во 2021 270.000. Во сите договори со агенцијата е определено дека набавката ќе се врши сукцесивно во зависност од потребите на Генералниот секретаријат.
Од ангажманот на лицата врз основа на авторски договор, ДКСК се увери дека претходило испраќање на барање од страна на Генералниот секретаријат до Министерството за финансии со цел да се обезбеди согласност за ангажирање на лицата. Како основа за барање на согласност, во делот е посветен членот 9, став 1 од Законот за трансформација во редовен работен однос, со појаснување дека во Генералниот секретаријат на владата веќе се ангажирани лица врз основа на авторски договор, со кој е исполнет утврдениот процент од 1% од бројот на вработени на крај на претходната година. Во дел од барањата како основа за барање е посочен членот 9 став 2 од Законот за трансформација во редовен работен однос, со појаснување дека предложениот месечен надоместок на лицата кои секретаријатот има потреба да ги ангажира е поголем од 2 просечни нето плати. ДКСК се увери дека во периодот од 2017 до 2021 година од Генералниот секретаријат на владата до Министерството за финансии биле испратени повеќе од 40 барања за обезбедување на согласност за финансиски средства за конкретен период со цел да се ангажираат лица врз основа на авторски договор. Според нас, впечатливо е дека истиот датум, како и на приближни датуми во рамки на една година, биле испраќани по неколку барања за согласност за обезбедување средства за ангажирање на различен број на лица содржани во барањата. ДКСК се увери дека конечно пред склучување на договор Генералниот секретаријат писмено се обраќал до авторската агенција, од која барал склучување на авторски договор со конкретни лица, чии лични податоци, име и презиме, матичен број, адреса на живење, трансакцијска сметка се содржани во барањето во кое се наведени задачите што лицето ќе ги извршува, месечниот надоместок, периодот на ангажманот. Понатаму ДКСК се увери дека во периодот од 17 до 21 година од Генералниот секретаријат до агенцијата АРПЦИ се испратени повеќе од 170 барања за изработка и склучување на авторски договори со конкретни лица. Во контекст на се погоре наведено, значено е да се напомене дека во Законот за авторски договори и други сродни права, во делот 1 авторско дело, под поимот авторско дело определен е поимот и експлицитно е наведено што е авторско дело и што не е авторско дело во смисла на истиот закон. Од одредбите на Законот за работни односи недвосмислено произлегува дека работниот однос не може да се заснова со друг вид на договор, освен со договор за вработување определен во истиот закон. Истовремено, во Законот за работни односи е пропишена можност работодавачот со определено лице да склучи договор поради вршење работи кои имаат за предмет самостојна изработка или поправка на определени предмети, самостојно извршување на определена физичка или интелектуална работа, но истите треба да бидат надвор од дејноста на работодавачот. Со оглед на тоа дека извршените работи врз основа на авторски договори се за потребите на Генералниот секретаријат, може да се констатира дека со опишаниот начин на ангажирање на физички лица заобиколена е примената на релевантните одредби од Законот за вработените во јавниот сектор и Законот за административните службеници со кои се опфатени општите начела, а тоа е начелото на еднакви услови, еднаков пристап до работно место, соодветна правична застапеност, начело на стручност и начело на компетентност, како и начинот на планирање на вработените и начинот на спроведување на постапките за вработување. Од тука сметаме дека вака спроведените постапки наметнуваат ризик од влијание врз ангажираните лица, не само лично, туку и на различни аспекти од работата која истите ја извршувале. Дополнително, истите ги доведуваат во конкурентна предност во постапките за вработување кои се спроведуваат согласно релевантните законски одредби. Идентификувани се 28 вработени лица за кои ДКСК стекна сознание дека претходно биле ангажирани врз основа на авторски договори, што значи дека тие имале конкурентска предност пред останатите кои што се јавиле на конкурсот. ДКСК смета дека ваквата динамика на активностите упатува на постоење на изразени недостатоци во планирањето на човечките ресурси во рамки на Генералниот секретаријат. Дополнително се остава простор за нерационално користење на буџетските средства при ангажирање на лица во рамки на секретаријатот.
Според мислењето на комисијата, степенот на влијание на ваква спроведените постапки е сериозен во општествени размери, особено доколку се земе предвид на големо воспоставената пракса за склучување на договори за услуги од авторски агенции. Врз основа на јавно достапни податоци се уверивме дека во периодот од 2018 заклучно со 2022 година државни институции, органи на државна управа и на единици на локална самоуправа, како и јавни предпријатија склучувале договори во вкупна вредност од над 300 милиони денари само со една агенција за интелектуална собственост. Погоре опишаната фактичка состојба според Државната комисија представува основа за сомневање дека одговорните лица на Генералниот секретаријат на владата, генералните секретари Драги Рашковски и Мухамед Закири, за време на извршување на нивната службена должност, сториле кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување согласно членот 353 став 1 од Кривичниот законник. Па врз основа на претходно изнесеното предлагам ДКСК да поднесе иницијатива за поведување постапка за кривично гонење до основното обвинителство Скопје против лицето Драги Рашковски, поранешен генерален секретар на владата, како и против лицето Мухамед Закири, исто така поранешен генерален секретар. Постапката по овој предмет да се запре и предметот да се затвори и архивира. Бројот на предметот, председател, кој беше? Бројот на предметот е 12-15-21/1. Ете, тоа е овај предмет, тоа е оваа состојба на широко распространета во државата, со години распространета, и како ревизори пишувавме наоди за ангажирање на лица со договори, и таа пракса си продолжува и си продолжува. Милион анализи направивме, дадовме препораки каде што треба да се поправи, меѓутоа очигледно дека се нема слух од страна на властите, без разлика која влада е на власт. Шемси се јави за дискусија. Благодарам, председателка. Значи, добро е направена анализата, добро се работени сите податоци. Ова појава не е од 2017 кога ние ја имаме како предмет отворена, туку тоа е една појава што се појавува доста порано, но помасовно некаде во 2006-2007 година во тој период, и тоа се применува и јасно се гледа дека се врши злоупотреби, влијанија, партиски вработувања и така натака, што ние и со другите предмети доста вакви случаи имаме откриено и си имаме постапено и од сето тој во националната стратегија која имаме наведено истото, дека треба да се прекинува овој начин на вработување. И дури и не треба да се направат вакви анализи кога веќе се знае дека недозволиво е да се врши вакво вработување, така да самото тоа веќе се злоупотребите од страна на одредени лица. Но сето тоа од почетокот на спроведување на вакви вработувања вон законот за вработените во јавниот сектор и вон акти за систематизација каде што се предвидени работните задачи на вработените кои треба да ги извршат во тоа, фактички овие постапки си имат некоја поврзаност, не на лична основа на одреден раководител или функционер на една институција, туку е еден синџир каде што се барат согласности, каде што се барат потребите, значи, за вработување со нивните функционални анализи кои ги прават, мада не треба да влегуваат во тие анализи овие вработувања. Потполно сум согласен за тоа, само во делот на иницијативата за кривична одговорност. Никако, барем за мене, не е баш добра мерка, заради тоа што ние фактички удираме на 2-3 или одредени лица кои се споменуваат, но и пред тоа и по тоа ќе има, пошто има можност, законски можности што им се дава на тоа.
Јас сум повеќе да се оди на тоа да се укине на некој начин, да се врши некое влијание од страна на разните граѓански организации од наша страна и од со разни, да речеме, дебати, јавни дебати, да одиме на тоа да се прекине како појава, додека со самото иницијативи кривични што ќе поднесеме против одредено лице, тие пак ќе се повлекуваат од тоа дека имаме барање за согласност, имаме разни изјави за завршеното согласно договор што го имат, се до некој начин покриени и со тоа нема да постигнеме ништо. Значи, повеќе како појава да се прекине, оти стварно е лошо за општеството, но со конкретни иницијативи јас не сум баш за тоа. Дека е појава, тоа сите сме согласни. Мислам дека одлуката за да се оди со иницијативи е заради тоа што имаме значително оштетување на буџетот и од друга страна не може да се потврди од извештаите и од она што го сработиле луѓето во наводници дека станува збор за авторско дело. Значи немаме суштина дека они ја завршиле работата за тоа што биле платени. Од тие причини, од друга страна имаме име и презиме на тој кој што го потпишал договорот, тоа е за нас релевантно. Значи не е договорот потпишан од сите или од цела влада, договорот е потпишан конкретно од човек со име и презиме. Во конкретниот случај двајца. Значи сега ние не можеме да се враќаме да истражуваме. Обвинителството нека си бара истражување и од претходни години ако сака. Нашето истражување опфати овие 4-5 години колку се во прашање и го проширивме она што беше објавено во медиумите и целосно, детално напишано и колку пари се дадени и за што се ангажирани, односно каква работа имаат завршено. Работа што не соодветствува на авторско дело. Тоа само по себе е кривично дело. Значи, склучуваш договор за авторско дело, а не е авторско дело. Значи, тоа е класична злоупотреба. Така да, дебатите, укажувањата, сите работи што ги спомена, тоа држи, сите се согласуваме за тоа, со тоа ние ќе продолжиме, меѓутоа мора да се има и конкретна одговорност. Барем јас така мислам. Мислам дека и од расправата на колегиумот тоа произлезе. Ако може само кратко, Нори, пред значи само на кратко, пошто за сето тоа што е склучено, тука ми е целта. Значи тие се имат некои изјави за сработеното што го имат во текот за тој период и така што содржината на тоа фактички има други органи што требале да постапуваат. Затоа треба и да се малку прошири. Значи сега има основа да постапува обвинителството. Од друга страна ова е за памет за секој што подпишува да знае што подпишува. Да знае дека на крај тој што подпишува тој си ја носи одговорноста за тоа што го напишал, без разлика и да е одлуката колективна и да не знам каква, тој што си подпишува, а гледаме колку пари се потрошени, колку е оштетен буџетот. Од тука мислам дека е многу јасно, барем. Баш кај што разговаравме и со обвинители, разменивме мислење дали држи или не држи, нели, тужбата, така да мислам дека е во ред. Повели. Значи вака, да не одиме по инерција или аналогија дека таа како појава била, па може да продолжи и дека ќе го поправиме со укажувања со препораки. Јас во овој случај само ќе спомнам да огледаме правниот аспект од проблемот, бидејќи правниот аспект е многу јасен. Поради тоа што како појава согласно Законот за работи и односи се правеше само една согласност кој го донесел од буџетот и не водеше веќе грижа освен ревизијата што даваше препораки и укажувања, друг не се бавеше никој со ова. И затоа ја имаме состојбата која ја имаме со вработувањата во јавниот сектор под политичко влијание, клиентелизам, кронизам и непотизам. Можа да кажам слободно дека е над 50%, ако не и повеќе. Значи по заслуга и мерици се никаде. И затоа правнички, ако го гледаме проблемот, токму се случува целиот настан од 2017.
беа потрошени 2,5 години од 2012 до 2014 и наваму, може би и пред 2012, јас сум бил сам член на таква работна група, да се градат нови алатки за да се препознава и да се разликува вработувањето во јавниот сектор, приватниот и така натаму. Тоа беше направено со над 300.000 евра трошок, 2,5 години, работни групи, дебати, консултации и носење на двата рамковни закони кои се однесуваат на вработувањето во јавниот сектор, Законот за административни службеници и Законот за вработените во јавниот сектор. Какви такви? Тие закони важат веќе од 2015 година. Затоа беше воведено годишниот план за вработување. Таа беше воведена функционалната анализа. Таксативно во членот 22 од Закон за вработените во јавниот сектор ги имате начините на пополнување на работните места. И сега тука се збори претежно за авторски договори и договори за дело. А никаде ги немате, никаде ги нема во овие рамковни закони. Целото постапување е нарушување на системот. Нарушување, значи самата влада и институции не ги почитувале законите на кои се трошеа толку средства и ресурси. Имаше слабости, се закаснуваше со донесување на функционална анализа. Па, како знаеме ние да одиме во раскорак, се пуштеа првите нови систематизации согласно новите закони без функционална анализа. Па не беа толкувани како што треба ограничувањата, но тие си стојат во законот. Може само да се поправат, но би се поправеле ако институциите се одземале од ваквите постапувања. И тогаш сите ќе ги имплементиравме тие закони и неавме сега да правиме експерименти, измени, дополнувања, сосема нови закони си стојат на маса 2 години и не можат уште да се донесат, бидејќи институциите не придонеле превентивно да се имплементираат тие алатки и сега да немаме вакви случувања. Договор за дело го нема во јавниот сектор, бидејќи надлежностите не се извршуваат со договор за дело. Ревизијата тоа го прави години назад, над 20 години укажува дека не сме да има, пак го има. Авторски договори, како би може да се ангажира возач на министер со авторски договор ВМО? Кај го има? Така. И сега ние, поред тоа што сме го гледале, ќе го поправиме со препораки. Не. А дали сме селективни, дека не сме ги опфатиле сите? Не е можно тоа. Практично не е неизводливо ние да чекаме да ги собираме податоците од 1000 и колку институции па да покренеме против сите. И има место за кривично гонење и крај, бидејќи никој не разбира. Треба да се почитуваат овие закони како што се. Значи, затоа сега го имаме состојбата со луѓето што ни бегат од државата, бидејќи не може да дојдат до вработувања. А во однос на согласностите што ги дава Министерството за финансии, ви велам и тврдам и лична одговорност ќе сносам за тоа што ќе го кажам дека не сме да се дават било какви согласности и пренамени на средствата. Јасно треба да се препознава зашто се дават и кои се начините на пополнување на работните места согласно Закон за вработените во јавниот сектор, наведени во членот, таксативно во членот 22. Што е зголемен волумен? Како може, например, некои институции да објават огласи на определено време со 300-500 луѓе? Кој е образложението? Како Министерството за финансии ги дава овие согласности? Кој го проценува тоа? Треба самата институција да процени со функционална анализа, годишен план, исклучоците додека се пополнува работните места согласно годишен план, тогаш тие потреби се покриени пак законски како треба да се пополнуваат. Институциите добија можност да вработат на определено време што порано не беше пред 2015. И сега преку тоа авторски договори, договори за дело и ги оставија вработувањата преку агенции за приватни вработувања што ние сме строго против и тие треба да се исклучат и да се зачува системот и начинот на вработување согласно закон и согласно мерит системот. Има место за кривично гонење. Благодарам. Благодарам, Нури.
Јас Одлично, само нешто ќе да се кажам. надодавам. Во врска со сето тоа објаснето од самиот предмет, што е од колегата Нури што го излучи сега, и тоа и што јас исто го реков. Значи, сите сме на една линија во тоа. Тоа е најлошото што може да ни се случи на едно општество, но конкретно кај нас тоа веќе го имаме од доста и порано, но ајде да речеме и во овој период што го имаме. Фактички, овие неспроведување на законот за работените во јавниот сектор, не земање во предвид сите тие функционални анализи што се направени и сите прекршувања што се прават, значи имаме јавното обвинителство и други органи кои требале да постапат до сега. И не треба тие да чекат ние да им покренеме иницијатива за постапување. Затоа нашето е повеќе да одиме кон појавата да се искорени и да иницираме дека институциите да функционират, да ги вршат своите надлежности од разните инспекцијски служби, инспекторати, јавните обвинителства и сите други кои се надлежни за ваква работа. Оти по секоја постапка, можеби не по секоја, но по големиот дел постапки имало и поплаки, и пријави до другите институции и никој никако не постапна до сега. А фактички им е овозможено некако законски да се ги терат овие незаконски работи. Така да, само во тој дел за иницијативата не се согласувам, додека за другото сум и повеќе од тоа што треба. Значи, Шемси, секоја институција си ја сноси својата одговорност за работењето. Тие што не постапиле, си ја имаат они одговорност за тоа што не постапиле и си добиваат оценка за нивното постапување. Не може ние сега да не дадеме иницијатива кога апла гледаме вакво злоупотреба и сме направиле таква анализа која што кажува дека се злоупотребени буџетски средства. Ова само може да и биде алатка на владата да знае ако сака навистина да има заштеди во буџетот и тоа основани заштеди во буџетот, да знае како да постапува во иднина. Така што јас не се согласувам да не дадеме кривична заради тоа што тогаш ние една наша законска надлежност нема да исполниме. Значи ние сме дошле до сознание, ние имаме сомневање за кривично сторено дело и така да нема тука по мене нема дискусија и целосно се согласувам со Нури. Ги носиме согласање, сега кој што има друг да каже. Да, ајде Владо сакаше да коментира. Да, очигледно, значи се работи за една масовна појава, ние утврдивме од страна на генералниот секретаријат на владата дека се правило, но очигледно тоа се прави во многу други општини, институции и така натаму. Согласувам дека треба да одиме во конкретниот случај со кривична иницијатива, затоа што се утврдени и бројки, замислете, значи 2,5 милиони евра се потрошени за, како што каже и колегата Нури, за исплати на незаконски начин. Незаконски исплати едноставно. Договори за дело, авторски договори не постојат во правната регулатива од страна на јавните институции како начин на вршење на услуги, односно исплаќање на услуги од тој тип. Што се однесува до превентивниот аспект, токму ова ќе биде она што велиме една вид на генерална превенција. Ако сега одведеме ние со иницијатива за кривично гонење, тоа ќе влијае и понатаму и на другите институции, а и на самата влада, конечно да престанат со оваа дефинитивно лоша практика, односно незаконска практика, што гледаме многу години назад се спроведува. Така да, јас сметам дека треба во конкретниот случај и со иницијатива. Добро. Ако нема некој друго што да коментира, тогаш предлогот го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека предлогот е усвоен. Шемси си воздржан или против? Воздржан сум. Шемси со еден воздржан и Воздржан мислам нема не може воздржан или за или против. Тогаш сум против иницијативата. Против, готово. Значи со 5 гласа за и еден против, иницијативата предлогот се прифати. Одиме понатаму на истата тема со колешката Катица Николска. Да, благодарам председателка. Иста тема, уште поголеми проблеми. Меѓутоа овој пат проблемот го предизвикуваат вработувањата преку договор на дело. Ако претходниот случај беше авторски договори, сега се договори на дело. Основа за овој предмет се написите кои што
се појавија во медиумите во однос на исплата на на договори на дело на едно лице од повеќе институции, односно како што е познато за новинарката Бесмира Ејупи, која што по основ на овие договори на дело од 4 општини и една државна институција имала обезбедувано приходи. Предметот е заведен кај нас под број 12-16-34 и ние за да ги провериме наводите упативме барања за обезбедување документација, договори, исплати, извештаи, се она што оди согласно законите до општина Чаир, до општина Сарај, до општина Брвеница, до општина Петровец и до државното правобранителство како единици на локална самоуправа и државни органи и тела од каде што се исплатувале овие средства. Од добиените материјали можам да кажам дека во главно институциите ги доставија сите побарани документи. Дополнително обезбедувавме уште докази кои што ни беа потребни да ги потврдиме на одите, но конечно од она што го обезбедивме го утврдивме следново. Наведеното лице во државно правобранителство има склучено 2 договори, почнувајќи од март месец 2021 и се уште активен во 2022 година. Согласно задолженијата предвидени со договорот на дело, лицето треба да ги врши следните работи: студиско-аналитички и нормативно-правни работи од делокругот на одделение за општи и заеднички работи, да ги следи и применува прописите од областа во која работи, подготвува заклучоци, акти и писма од седници на влада и следење на нивната реализација, соработува со други административни службеници и помага во остварување на други надлежности од министерства и други органи на државна управа, следи реализација на заклучоци од влада, се во рамки на работното место советник за општи и заеднички работи. Ние од прегледот што го добивме за бројот на пополнети работни места, произлегува дека ова работно место е пополнето со еден извршител. На крајот ќе образложам зошто е битно пополнетоста на овие работни места. Согласно обврските кои што произлегуваат од договорот за дело, лицето кое што ги извршува работите е должно на крајот на месецот да достави извештај за извршената работа како би ги оправдало парите што ги добива. Констатиравме дека фактички тоа се извештаи секој месец кои што се доставуваат, меѓутоа со исти зборови, иста содржина, ист распоред, дури едноставно се користи единствен терк и вели надгледување на процесот на испраќање заклучоци, информации до влада, нивни прием, заверка, архивирање, следење и координација на активности поврзани со други институции, помагање евиденција и преглед на примени извешти во архивите на подрачја и на државно правобранителство и слични такви 7-8 точки кои што се во рамки на обврските. Исплатените средства се вршат секој месец, така што тоа е во делот на доказите. Понатаму ќе одам со општина Чаир. Со општина Чаир истото лице има склучено 2 договори, повторно почнувајќи од 15 март 2021 година. И вели за потребите на општина Чаир треба да изврши студиско-аналитички и нормативно-правни работи од делокругот на одделение за општи и заеднички работи. Значи, буквално истите задачи кои што се предвидени во државното правобранителство. Она што е интересно во овој случај е што општина Чаир воопшто нема одделение за општи и заеднички работи и нема советник за општи и заеднички работи кои што ги извршува овие работи. Очигледно е дека тука постои координирана активност на кој основ и по
кој модус лицето да се ангажира и да обезбедува приходи. Во јануари 22 година договорот со ова лице е раскинат. Извештаите кои што се приложени за извршената работа се со истиот наратив и истите активности како и за државното правобранителство, но исто така известено е и за следење на медиумите во однос на известувања поврзани со општина Чаир, во кои се следат активности на градоначалникот и партиите и за време на изборната кампања, но и активностите како и написите кои што во тоа време се случија предизвикани од автобуската трагедија во Бугарија. Знаеме дека тоа беше поврзано со една фирма превоз за транспорт поврзана која што има седиште во општина, канцеларија во општина Чаир. Понатаму во општина Сарај се склучени 3 договори, почнувајќи од 1 април 2021 година. Како активности кои што се предвидени со договорот се наведуваат организирање на работи кои се во надлежност на градоначалникот на општина Сарај, протокол, работни средби, пресконференции и друго. Од доставениот акт за систематизација на работни места во општинската администрација видно е дека во секторот за правно-нормативни работи, стручно-административни и општи работи, во одделението за стручно-административни и општи работи предвидено е работно место помлад соработник, со работни задачи кои се преклопуваат со задолженијата доделени на ова лице и документите кои се исто така е видно дека постои известување дека работното место е пополнето. Исто така од општина Сарај доставени се и месечни извештаи за извршените работи изработени од Бесмира Јупи, кој е видно дека незините активности биле насочени кон следење на медиумите и нивните објави поврзани со теми и проблеми за општина Сарај, но исто така е видно дека преовладуваат медиумите за активностите на градоначалникот и на партиите за време на локалните избори. Ниту еден извештај не содржи опис за реализираните активности согласно склучениот договор, односно организирање работи во надлежност на градоначалникот, протоколи, работни средби. Сите овие договори кај овие општини и државното правобранителство се склучени врз основа на член 14, се склучени врз основа на член 22 од Законот за вработени во јавниот сектор, понатаму врз основа на член 10 од Законот за трансформација во редовен работен однос, каде што се предвидени начинот на пополнување на работните места во јавната администрација, односно во општинската администрација, со договор на дело. Нури кажа претходно дека во член 22 став 1 се вели дека раководното лице на институцијата може да пополни работно место преку склучување на договор за определување за вработување на определено работно време. Меѓутоа, определено работно време не значи договор на дело. За замена на привремено одсутен работник, кој е одсутен повеќе од 1 месец, привремено зголемен обем на работа, сезонска работа, непредвидени краткотрайни активности што се јавуваат во вршењето на претежна дејност на работодавачот, работа на проекти или пополнување на посебни работни места во кабинетите на избрани личности, да не ги набројувам. Што значи дека во овој случај, во државното правобранителство и во општините Сарај и Чаир не е исполнет условот за на ваков начин да биде вработено лице, бидејќи сите тие работни задачи кои што се исполнуваат во рамки на одредено работно место, за нив се веќе ангажирани лица. Понатаму, поврзувањето со Законот за трансформација во редовен работен однос го регулира бројот и на кој начин може да институциите да ангажираат лица преку договор на дело.
па вели, член 8, институциите не смеат да ангажираат лица за извршување, пазете, на физичка или интелектуална работа, врз основа на договор на дело, повеќе од 1% од вкупниот број на вработени на крајот на претходна година, односно повеќе од 3 лица во институциите во кои вкупниот број на вработени е помал од 300 лица. И тоа не сме работата врз основа на договор на дело не смее да биде подолг од 24 месеци. Меѓутоа, член 10 вели, по исклучок на член 8, со согласност од министерот за финансии, може да се, уствари член 9 тоа, по исклучок од член 8, институциите може да ангажираат лица над утврдениот процент и со поголемо време трајање од предвиденото од претходно обезбедена согласност од министерот за финансии. Па ве молам, каква е ова дискреција за некој да одлучува дали се потребни 10, 20, 30, 50 над потребните и кој го кажува тоа колку е потребно во една ваква претрупана јавна администрација. На крајот пак ќе се навртам на овие законски основи, од која ќе ги елаборирам и ангажманите на лицето во другите преостанати општини. Имено, општина Брвеница има склучено 2 договори, од кои што едниот е во мај 2020 година со важност до декември 2021 година, меѓутоа по неа не е исплатен ниту еден договор, а што е најинтересно, задачите кои што се доделуваат да ги врши лицето се истите активности како што се предвидени во државно правобранителство и во општина Чаир. Значи, истиот образец на модел на договор. Меѓутоа, она што е интересно овде е во април 2021 година склучен е уште еден договор по кој што се исплатени одредени средства и тој се повикува на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, членовите 83, 84 и 85. Ова е закон кој што предвидува ангажирање за користат најмногу за одржување на заштита на животна средина и природа, обновување на јавна инфраструктура, завршење на работи од јавен интерес и јавни предпријатија, значи во насока на одржување на комуналниот ред и комуналната хигиена од страна на јавните предпријатија и по овој основ, значи лицето е ангажирано во општина Брвеница. Извештајот за извршени работи примен во февруари 2022 година е наведено дека се извршени работи, но наративот и природата на работите соодветствуваат со описот на извршените работи опишани во извештаите доставени до државно правобранителство. Во општина Петровец за извршување на обврски во врска со следење на јавни повици за потребите на општина Петровец, за поднесување на барање, предлог, проекти, односно доделување на грантови, подготовка и поднесување на потребна апликативна документација, остварување комуникација со донатори, надлежни министерства и други државни органи и здруженија на граѓани, преведување на потребна документација од македонски на албански јазик и обратно, како и од македонски на англиски јазик и обратно, се обврските кои што се доделени на лицето со овој договор на дело, кој што започнува од април 2021 година со важност до октомври 2021 година. Значи, ова е малку поразличен договор во однос на претходните договори со другите институции. Извештаите за извршените обврски кои што се доставени се со идентичен текст секој месец, но и со текстот од извештаите кои што се доставени до другите општини и до државно правобранителство. Очигледно е дека се следени активностите на партиите, но и на градоначалникот на општина Петровец во периодот на локалните избори. Во извештаите не се наведени активности, како што се следење на јавни повици за поднесување на барања или предлог, проекти соодветно доделување на грантови, подготовка, што е фактички суштината за кој што е склучен овој договор на дело.
Тоа е што се однесува до лицето без мира. Ката се исклучи. Изгледа некој копче го притисна. Ме слушате сега? Да. Значи те слушавме кога рече тоа што се однесува до лицето без мира. До тук. Да, индикативно е дека сите договори кај овие институции се започнати, односно се склучени во периодот од март 2021 година, па следствено кој како сметал дека треба да биде периодот на нејзино ангажирање. Некои се раскинати, некои се завршени, но некои се уште се во важност. Согласно податоците што ги добивме од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија во однос на М1 и М2 образците, пријави и одјави, видно е дека нејзиниот претходен ангажман завршил во мај 2021 година, така што ова представува како добар основ за финансирање на одредени личности. Исто така, во пријавата беа опфатени и други лица кои што се поврзуваат со службени лица во државно правобранителство. Исто договор на дело, работните активности се предвидени на работно место самостоен референт технички секретар, кое што е исто така пополнето, како и уште едно лице ангажирано како помлад соработник за обука, вработување и мотивација, за кој што во државно правообранителство се вработени веќе 3 лица. Очигледно е дека злоупотребата на начинот на вработување преку договор на дело е присутен, исто како што беше објаснето и во претходниот случај. Се наоѓам начини и модуси на кои како погодни личности да се вработат во администрацијата. Но она што е уште по ризично, да речем, во овој дел е што обично со договорите на дело се задолжуваат лицата кои ги се ангажираат да вршат стручни задачи, сепак тоа се стручни, тоа се работи кои што се од редовното работење на институциите, а никој не гарантира дали тоа лице ги има потребните квалификации. Знаете дека за да се влезе во јавна администрација, какви проверки се прават, колку е тешко да се обезбедат бодови за да се положи тој тест, административен тест, за да се дојде до интервју, а па уште повеќе за да се влезе на работа. На овој начин се уништува на еден начин рамноправноста на граѓаните за еднаков пристап при вработувањето. Она што го истражив малку повеќе, тоа врз основа на податоците кои што се многу јавно достапни во Open Finance базата, ги истражив износите кои што сите од овие институции на некој начин ги имаат исплатено во 2020 и 2021 година по основ на договори на дело. Она што го најдов се следниве состојби. Општина Петровец во 2020 година има 17 договори на дело за кои што се исплатени средства во износ од 1.279.058 денари. Во 2021 година 18 договори со 470.000. Од нив 8 се ангажирани во двете години. Општина Чаир во 2020 година 137 договори на дело со 9.618.766 денари. Во 2021 година 163 договори со 8.745.478 денари, од кои 105 лица се во двете години. Општина Сарај 17 договори со исплатена вредност од 981.000 денари, во 2021 година 21 договор со вредност од 1.284.583 денари, 7 лица се ангажирани во двете години. Државно правобранителство 18 лица во 20 година со договор на дело
Исплатени 173.766 во 21 24 договори, 288.785 денари исплатени, 12 лица се во двете години. Очигледно е дека масовноста на оваа појава не само во овие општини, не само во генералниот секретаријат е насекаде во сите институции и е огромна. Бидејќи тоа се отворени податоци, не содржат многу точни прикази за основот. Можда овде ќе се вклучени и други договори по други основи, меѓутоа дали е тоа 1, 2, 3, 5 договори кои што се искрено реални и прокнижени на тоа соодветно буџетско конто, не ја менува состојбата дека злоупотребата, ангажирање на лица преку договори на дело и понатаму обстојува и е масовна. Имајќи предвид дека нашиот закон, став член 2, вели под корупција се подразбира злоупотреба на функција, јавно огласување, службена должност или положба за остварување на корист, директно или посредник за себе или за друг, е јасно дека во овие ситуации постои таква можност. Јас предлагам по овој предмет исто така да доставиме иницијативи до јавно обвинителство за кривично гонење на одговорните лица на овие институции. Општина Петровец, Чај, Сарај, Брвеница и за државно правобранителство, со тоа што за одговорното лице на државно правобранителство да покренеме и иницијатива за утврдување одговорност пред влада, бидејќи согласно законот за државно правобранителство него го бира влада на Република Северна Македонија. Исто така предлагам да се изврши антикорупцијска проверка на законот за трансформација во редовен работен однос, со што би се оценило или би се нашле соодветни законски решенија за намалување на дискреционото право на министерот за финансии за давање согласност на непотврден број договори за дело. На овој начин ја зголемуваме администрацијата, која што и без тоа е голема. Рачунете на државно ниво колку договори на дело се склучуваат од сите институции. Така што уште еднаш значи да се покрене иницијатива за кривично гонење на одговорните лица и до влада за иницијатива за утврдување одговорност на државниот правобранител и апела на законот. Нури? Пред да гласаме, сакам да прашам, кој од договорите, да ме присетиш, се повикуваше и во овој закон за трансформација во редовен работен однос? Сите договори или само овој од правобранителство? Веќе спомна законот за вработените во јавниот сектор и овој закон. Момент само. Но без оглед, додека го најдеш тоа, да објаснувам една работа. Ајде. Безпредметно би била... Се извинувам, са во општина Стара е тоа конкретно. Значи, една работа да сме на чисто. А кога беше склучен договорот кај општина Сарај? Која година? Април 21 и во 22 има, да. Сега, не знам дали сте го имале во предвид, кога е донесен законот и дека има автентично толкување. Така е, да. Значи, законот е донесен 12.2.2015. Да. Што значи? 13.2.2015 по година дена од кога се донесува законите за административни службеници и вработените во јавниот сектор, 13.2.2015 почна да се применува. Значи стапја во сила. Од донесување во рокот една година имаше преоден период за да се среди и проблемот со кариерата, значи што веќе се укина и многу други работи. И индикативно, многу добро се сеќавам на ова, дека токму овој закон се донесе
за еднократна употреба, за да можат тие лица што беа претходно ангажирани согласно Законот за работни односи и согласно некои одредби од колективни договори, материјални закони од одредени области и институции, да можат да не бидат оштетени и да останат во јавниот сектор со трансформација. Вие се сеќавате добро дека тоа беше многу масовно и многу нејасно кој ќе биде опфатен. Повикувањето на овој закон 2021 година е ноторна грешка, голема грешка. Не сме ни да се повикува во овој закон, бидејќи во автентичното толкување многу јасно си стои кога имаше проблеми за имплементација дека одредбите кои се однесуваат токму на институциите наброени во членот 2, ставот 1 од членот 2, трансформација во работен однос на неопределено работно време ќе се искористи исклучиво за лицата вработени со договор за дело или авторски договори во институциите наведени во овој закон, кои извршувале работи врз основа на договор во период од 3 последователни месеци, што непосредно претходат на 30.11.2014 година, односно периодот од 1.9.2014 до 30.11.2014 година, а кои исто така имаат важечки договори и во моментов на трансформирање на работниот однос. После тоа ставаме предмет. Трансформација на работен однос имаме во одредени области, како што е образование и така натаму, тоа е уредено таксативно со други закони. Овој закон беше за еднократна примена и не треба помене ни антикорупцијска проверка, не треба помене да се бавиме со овој закон треба да се архивира едноставно и не треба да се повикува на овој закон. Само едно објаснување, Нури. Барањата што согласно законот треба да добијат согласности за вработување на бараниот број на лица, се врши по овој закон. Затоа што член 9 вика, нели, го цитирав, институциите смеат да ангажираат лица за извршување на договор на дело, а Министерот за финансии дава согласност. Значи, сега преминуваме, само да објасниме, преминуваме на тоа дека од 2015, 13, 2 се покриени, значи рамковно се покриени сите институции со Закон за административни службеници и со Закон за вработени во јавниот сектор, каде се таксативно веќе се знае пополнувањето, само останува за тоа што останало нерешено и останува тоа што е кои институции се исклучок од некои глави и одредби од Законот за вработените во јавниот сектор. А овие институции што ги спомнавте не се во опфатот на овој закон. Многу е јасно, Нури, многу е јасно дека овој закон не се однесува, меѓутоа ова е како порта за да може да се оправдаат и да се добијат пари за договор. Никако не смееле да овие институции токму да склучуваат вакви договори, прво за дело, второ лице пријавено со М1, М2 и во договорот да стои дека ги извршува работните задачи на работното место, истовремено во 5 институции да е едно лице, значи е апсурд. Епа, способни лица. За мене е многу важно кога финансии дава согласност, што гледа. Ништо не гледа. Тоа е проблемот. Значи, финансија има клучната контрола и треба да има клучната контрола. Не можеш ти да даваш пари, да не прашаш зошто се тие пари. Односно, што ќе добие државата со тој ангажман. За мене тоа е клучната контрола. За жал, тоа е злоупотреба. И на буџетски средства, и на се. Повелишам се. Затоа ја си во претходниот предмет кога спомнавме, фактички не се работи за индивидуално едно лице, раководител кој ги врши овие работи, туку од самото давање на согласност од Министерството за финансии, од самите одлуки што се носат за потребите од ангажирање, без оглед на тоа дека не се ни потребни, како што гледаме од анализи и од претходните предмети. И овој дел малку пак ќе се надоврзувам на тоа дека
како самиот чин, како вработување со договор на дело не треба да постои, и ако веќе така не треба да постои, тука треба да се запре и не треба веќе ни анализи да се направат на нешто што веќе не требало да постои, но добро се направени анализи, без оглед на се треба јавноста да е запознаена со овие работи.